Otvorete ги прозорците е сервисен центар за лица со посебни потреби, каде што корисниците на услугите на овој центар имаат пристап до компјутери и можност за користење на интернет, кои се нели во современи услови едни од основните алатки за комуникација, обука и вработување со прилагодување на оваа технологија според нивните потреби. Ова граѓанско здружение, колку што мене ми е познато, е единствено во земјава што работи на овој вид проекти, а неодамна одбележа 5 години од своето работење, што воедно и беше повод мој соговорник во денешнава програма Радио Спектар и гостин во студиото на Македонското радио, Радио Скопје, да биде извршниот директор Владимир Лазовски. Господине Лазовски, првин добар ден и добре дојдовте во Македонското радио. Добар ден, добро најдов. Еве, ова беше накусо еден мал вовед на темата за која ќе говориме во наредниве минути, бидејќи факт е дека и во Македонија поголем број лица поради различни видови на хендикеп најдуваат на тешкоти при работењето на компјутери, се разбира доколку тие не се прилагодени на нивните потреби, значи без пристапни уреди и соодветен софтвер. Во Отворете ги прозорците вие работите токму на овозможување на оваа пристапност на лицата со посебни потреби до новите технологии. Јас би ве замолила еве на самиот почеток од нашиот денешен разговор да ни кажете накусо за какво граѓанско здружение станува збор и да слушнеме поконкретно за целите што сте си ги зацртали и активностите што ги превземате во насока на реализација на овие цели. Како граѓанско здружение ние постоиме од 2005 година и сме посветени на промовирање на она што се нарекува асистивна технологија или прилагодена технологија за лицата со хендикеп во сите сфери на општеството. Ние веруваме дека технологијата може значително да го олесни и да го подобри квалитетот на животот на лицата со хендикеп и се обидуваме да искористиме до максимум можностите што развојот на новите технологии ги нуди. Во еден дел, нашето здружение функционира, како што рековте, како сервисен центар, што значи служба која директно нуди услуги на лицата со хендикеп, на различна возраст и деца и возрастни, и им овозможува пристап до компјутери и до интернет, значи и до информации и знаења, преку користење на асистивни уреди, значи одредени помагала и прилагоден софтвер. Со нив во нашето здружение работи тим од 2 дефектолози и 1 информатичар и во моментов имаме околу над 35 лица со хендикеп кои редовно го посетуваат нашиот центар. Од друга страна, ние исто така спроведуваме проекти, велам преку кои ја промовираме асистивната технологија во различни сфери од општеството. Например, во минатото сме соработувале со организации, дневни центри, институции од целата земја. Имаме опремено 10 дневни центри низ нашата земја и сме испорачале обука на кадарот од тие дневни центри, за да можат тие во рамките на својата работа да работат со деца и возрастни со хендикеп. Исто така сме испорачале обуки на наставници од основни училишта, например, за да можат да го прилагодат својот пристап и да ги користат еве сега компјутерите кои ги имаат во наставата. Значи, генерално, ние сакаме да овозможиме придобивките од развојот на новите технологии да го олеснат животот на лицата со хендикеп и во компјутерите гледаме алатка преку која што тие на еден поедноставен и на нив достапен начин можат да ги подобрат своите знаења, да се стекнат со информации и да ги подобрат своите образовни можности или можностите за вработување. Значи, сакам само да потенцираме она што пред малку и го рековте, дека услугите во овој центар всушност може да ги користат и деца и возрастни. Нема ограничување на возрасти, иако станува за образование, нели, кое што се стекнува во компјутерите, интернетот. За сите заинтересирани кои што имаат потреба и чувствуваат желба тоа да го направат, може да бидат корисници на овие услуги. Така, во принцип нема ограничување на возраста. Возраста на нашите корисници се движи помеѓу 6 и 40 години во моментов. Добро, една од вашите позначени активности во текот на минатата година беше и меѓународната конференција насловена кон живеење во заедницата, актуелни состојби, идни предизвици, што се одржа во Скопје.
На неја учествува 220 представници од 25 земји, што говори дека секако станува збор за значаен настан од оваа област. На оваа конференција беше донесен исто така и еден манифест што го објави Европската асоциација на сервисни служби за лица со хендикеп, чија што рамноправна членка, да речам, е и вашата организација Отворете ги прозорците. Може ли малку по-конкретно за резултатите и она што беше направено во рамките на оваа меѓународна конференција и што содржи овој манифест? Всушност, која би била ползата од еден ваков манифест во практиката? Европската асоциација на сервисни служби за лица со хендикеп е една голема европска мрежа, асоциација која вклучува преку 8000 членки од сите европски земји. Станува збор, членките на ESPD се граѓански организации, јавни установи, но сите се од сферата на хендикепот. Од Македонија има неколку организации членки, меѓу кои и Отворете ги прозорците. Една од двете главни конференции во 2010 година на оваа европска мрежа се одржа токму во Скопје, каде што Отворете ги прозорците заедно со уште две други македонски организации, Републичкиот центар Порака и Македонското научно здружение за аутизам, бевме коорганизатори на овој настан. Темата беше преминот кон деинституционализирани форми на социјална заштита, што е еден европски тренд така, во моментот. Како што рековте, учествуваа представници од преку 25 земји. Настанот беше одлично посетен. Мислам дека како организатори исто со колегите од другите две организации завршивме добра работа и дискусиите од конференцијата која имаше за цел актерите, чинителите од различни земји да ги споделат своите искуства од процесот на деинституционализација, да ги споделат маките и потешкостите со кои се соочуваат, но исто така и начините на кои што ги надминуваат, нели, и да поразговараат и околу можните решенија. Значи, дискусиите резултираа во еден документ кој го нарековме заеднички со сите учесници Манифест од Скопје, кој ESPD и организациите членки упатија еден апел до владите на државите, до Европската комисија во неколку насоки. Прво, повикавме на ратификување на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со хендикеп. За жал, ние сме во групата на земјите која што, иако Македонија беше една од првите земји која подпиша оваа конвенција по незиното усвојување, кај нас таа се уште не е ратификувана. Конвенцијата предвидува мощно високи стандарди во поглед на социјалната грижа и во поглед на правата што државата треба да ги обезбеди за лицата со хендикеп и токму во тоа е нејзиното значење. Понатаму, исто така повикавме на интензивирање на овие процеси на деинституционализација. Да појаснам, тоа значи правото на социјална заштита да го остварите во местото на своето живење. За пример, наместо лицата со потежок вид на хендикеп кои еве кај нас во моментот се сместуваат во институции за долгорочно сместување, да можат во местото каде што живеат да ја добијат потребната поддршка. Да не завршат во институција која сепак и нашите и светските искуства покажува дека ги издвојува, ги сегрегира од остатокот од општеството. И мислам дека тоа се клучните две работи од манифестот. Дополнително, моравме низ дискусиите, тоа буквално низ сите дискусии се провлекуваше и на крајот моравме да го одразиме тоа и во овој манифест. Упативме апел до националните влади да се обидат справувањето со светската економска криза која ги зафати сите европски земји, да не биде помалку, да не биде на значителен товар на социјалните служби и на целиот социјален систем на секоја од земјите. Она што исто така е битно за земја кандидат за членство во Европската унија како Македонија е дека беше упатен апел и до Европската комисија да го закне финансирањето на социјалните програми во земјите што се кандидати за членство во Унијата и во оние нови, така наречени нови членки од 2004 на Унијата.